Кога во неколку минути треба да се издвојат настаните што на локално ниво оставиле белег во текот на изминатите 12 месеци, вообичаено се прави обид за балансирање меѓу позитивните и негативните случувања, што ја засегнале пошироката заедница. Краткиот осврт покажува дека почетокот на годината што изминува ја одбележа одлуката на Советот за продолжување на пробниот период за јавниот градски превоз за уште 3 месеци и најавата дека се размислува тој да се прошири и во населените места во општината. И додека локалната власт размислуваше како и каде да ги вози граѓаните, јавноста ја стресе анализата на Центарот за јавно здравје, која покажа дека е неисправна водата за пиење од јавните чешми и водоводите во планинските села. Во меѓувреме, општинарите се пофалија дека во 2013 биле рекордери во источниот регион според бројот на продадени парцели од државното градежно земјиште. Оптимизам за невработените лица во февруари беше информацијата дека американскиот Амфенол доаѓа во Кочани за да отвори фабрика за автомобилска опрема, а веднаш потоа и најавата дека холандската компанија Антура добила градежна дозвола за почеток на градежните работи на својот објект за производство на цвеќе. Во март, општината најави изградба на нови кружни текови, откако претходно во употреба беше предадено такво сообраќајно решение кај полициската станица. Од граѓаните пак дојдоа забелешки дека власта заборавила да ја заштити етно куќата, па просторот пред неа станал ноќно собиралиште за младите. Во април започнаа активностите за претседателската изборна кампања, па како да се заборави дека животот треба и понатаму да тече нормално. Во мај, граѓаните и фирмите собираа хуманитарна помош за поплавените региони во Србија, а сеидбата на Оризот, како по обичај, повторно доцнеше. Почетокот на мај пак ја донесе првата поголема граѓанска петиција против одлуката на локалната власт да започне наплата за паркирање во централното градско подрачје. Во јуни, регионот го зафати големо невреме, што струши повеќе дрвја и поплави куќи и деловни објекти во Кочани. Истиот месец, Советот донесе одлука за ликвидација на погребалното претпријатие што сам го формираше. Руен повторно беше рестартиран во средината на јули, во исто време кога започне реконструкцијата на една од централните улици во градот, Димитар Влахов. Во август, општината се согласи да отстапи вода за пиење на соседната Чешиново Облешево, а еден месец подоцна главен настан беа деновите на Кочанскиот Орис. Нова бензинска пумпа во октомври отвори рускиот Лукоил во Кочани, а кочански фирми најавија преселба на бизнисот во соседна Србија поради неповолни услови за работа кај нас. Поради големиот број сообраќајки со жртви и повредени, во ноември патот Штип-Кочани беше прогласен за црна точка по целата негова должина. Истовремено дојде најава дека коловозот ќе се надградува за да стане експресен пат. Мнозинството во Советот пак и покрај негативните оценки во јавноста донесе одлука улицата Маршал Тито да го добие името ВМРО. Крајот на годината, локалната власт го дочека со веста дека ја задолжила општината со кредит од 1 милион евра за изградба на 10 улици во градот и на селбата Оризари. Се насе 2014 за Кочани и Кочанци завршува како и многу што поминале. Вниманието сега е свртено кон годината што доаѓа. Што таа ќе донесе е неизвестно, како на секој почеток на големо очекување за повеќе среќа и успех. 12 месеци што следуваат ќе покажат колку надежите и очекувањата биле реални.